На денешен ден, 18 февруари. – 1546 година. Умре Мартин Лутер, основач на протестантската црква во Германија и водач на реформацијата на христијанската црква. Со преводот на Библијата стана втемелувач на германскиот литературен јазик. Во 1517 година јавно ги изнесе 95 тези за реформа на црквата, што доведе до широко народно движење против папската власт. Всушност, движењето беше насочено против феудалното општествено уредување, на кое црквата му даваше организациона форма. Кога реформацијата доведе до селанска војна против феудализмот во 1525 година, Лутер направи се движењето да биде задушено. Роден е на 10 ноември 1483 година. 1745 година. Роден е Александар Волта, италијански научник и физичар. Според неговото име се наричани голем број поими во физиката: волт, волтампер и волтин лак. Умре во 1827 година. 1861 година. Првиот парламент на Италија го прогласи за крал Виторио Емануел II. 1932 година. Роден е чешкиот филмски режисер Милош Форман, мајстор за атмосфера и извонреден аналитичар на менталитетот. Неговиот филм Лет над кукавичкото гнездо, кој го сними по заминувањето во Соединетите Американски држави, каде се здоби со американско државјанство, доби 5 Оскари. Останати негови филмови се Црн Петар, Љубовта на една русокоса, Гори гори моја госпогице, Соблекување, Коса, Амадеус и Народот против Лари Флинт. 1950 година. Во Прилеп аматерите на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев, предходно работници на Тутунскиот комбинат со представата Киријања од Јован Стерија Поповиќ, а во режија на Аце Михајловски, ги поставија темелите на Народниот театар Војдан Чернодрински. 1952 година. Грција и Турција станаа членки на НАТО. 1965 година. Прогласена е независност на африканската држава Гамбија во рамките на британскиот Комонвелт. 1992 година. Со одлуката на Собранието на Република Македонија е основана Македонската информативна агенција МИА, јавен информативен сервис од редот на новинските агенции што настојуваат да ги задоволат професионалните стандарди во сферата на незината функција, секојдневно континуирано регистрирање настани и појави и продукција и емитување вести и други прес-информации и материјали. МИА 24 часа емитува вести на македонски, албански и англиски јазик. Го сервисира целиот информативен простор, печатените и електронските медиуми во земјата и медиумите на македонски јазик во странство, државните органи и институции, македонските амбасади и други странски организации и институции. Денес МИА секој ден до своите корисници од сите сервиси и подсервиси емитува од 300 до 350 артикли, што на месечно ниво изнесува околу 9750 артикли со одлуката на владата на Република Македонија. Од април 2006 година Македонската информативна агенција од јавно предпријатие се трансформираше во акционерско друштво со назив АД. 1994 година. Владата на Република Македонија донесе одлука за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави на ниво на амбасади. 2002 година. На полноќ меѓу 17 и 18 февруари. Франкот престана да биде легално платежно средство во Франција после 641 година. Така Франција, после Холандија и Ирска, стана третата земја од 12 земји во еврозоната, која ја прекина својата валута и премина на евро.